Утрински муабети на Делчево 365 на YouTube. Добро утро. Еве по пауза од некој ден се јавуваме повторно. Негде 8 часот за некоја минута кога го снимаме видеото и правиме една мала кратка обиколка на градот додека зборуваме. А што ќе зборуваме? Ќе зборуваме дека денес има вонредна седница по повод причината е измрзнувањето на овошките пред некој ден. Па поради тоа на иницијатива на градоначалникот беше свикана вонредна седница на Советот, која ќе се одржи денеска месечиница почеток во 13 часот. Единствена точка на дневен ред ќе биде разгледување на состојбата околу штетите на овошните насади и други култури. Ќе се обидеме да присуствуваме на таа седница, па подоцна ќе ви пренесеме преку нашите објави што конкретно е заклучено и каква одлука е усвоена или не усвоена. Во меѓувреме се подобрија временските услови, времето е сончево. Со температури негде на пладне и до 20 степени. Нормално утре да се поладни малку, но сепак сончеви. Денес е Георгиов ден, на сите што го слават празникот го честитаме денот им, вечна слава, вечно име. Нека е за многу години празникот. Во Делчево 3 цркви, барем 3 знаеме ние што го носат името на овој светец. Црквата Свети Ѓорги во село Град, манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Вирче, во село Вирче, и Свети Ѓорги храмот во село Киселица. Ако има уште на некој место, може да не дополните во коментар. Денеска исто така имаме покана да присуствуваме на Ѓурѓевден кај местноста во село Габрово, Скокото, така се вика, местност која на иницијатива на Горана Накиевски од село Габрово најчесто, не најчесто, туку на негова иницијатива започна да се уредува пред неколку години и пред некој ден видовме слики дека се поплочува просторот до каменот кај што има како извор или вода која си тече непрекинато и пред тоа место од десната страна има икона на Свети Ѓорги, а луѓето се собираат и прават заедничка трпеза на љубовта, така се вели. Ручек, старинскиот збор, да не го употребуваме, кој е познат за вакви настани. Се дружат луѓето, понекогаш има и музика и целата е местото да го испромовираат и на некој начин да биде на мапата на места кои може да се посетат, бидејќи направени се 3 води, од 3 места може да се гледа како капе водата, како тече. Така да, когој да прашате во село Габрово,
Ако сте од Делчево имате желба да го посетите, тоа лесно ќе ви кажат. Се скршнува по една патека над училиштето десно, потоа се прави полукруг лево и мора да се помине речното корито на Гавровчица на едно место за да се стигне до таму. Среда, 6 мај, ден Ѓорѓев ден. Тоа би било нешто вака утринско што би можеле да помообетиме. Сега би се напиле едно кафе овде. Бидејќи најмногу ни се допаѓа вкусот на кафето. Од сите места во Делчево некако, барем за нас, сега не дека и на други места нема убави кафиња, но еве наше овде да го чиниме адетот.